Скопското кале, сведок на векови историја и символ на главниот град, кој со години е оставен на забот на времето, конечно ќе добие заслужено внимание и обновување. Запуштеноста на тврдината во изминатите години, според директорката на Управата за заштита на културното наследство, е негрижата на градската власт на чело со Арсовска. За таа цел денеска беше започната акција за средување на вегетацијата на просторот кој подолго време беше обраснат со висока и сува трева, а наскоро ќе почне и обновувањето на двата музеи кои се наоѓаат на тврдината, зашто владата со ребалансот на буџетот обезбеди 8 милиони денари. Управата за заштита на културно наследство во изминатиот период во неколку обиди проба да стапи во контакт со градот Скопје, со јавното предпријатие Паркови и зеленило. За жал неуспешно, затоа како управа иницииравме до заедницата на единици на локалната самоуправа, до господинот градоначалник актуелен на Кисела Вода, господинот Орце Георгиевски, и наидовме веднаш на одговор и по тој повод е и денешната акција која што е дел од планот за ревитализација на Скопската тврдина Кале. За председателот на ЗЕЛС и кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН е Орце Георгиевски. Калето е еден од најважните културни символи на градот и преку него генерално може да ја видиме состојбата на метрополата. Георгиевски вети дека ако ја добие довербата од граѓаните на локалните избори на есен, сите историски символи на метрополата ќе добијат посебен третман. Мене ми е жал искрено за состојбата во која што се наоѓа не само овој објект овде, туку и многу други објекти. Ова треба да биде континуиран процес и активности кои што не треба да се случуваат под капата на медиумите, а се случуваат во моментот за жал, но после локалните избори и Калето, но и сите други објекти во градот Скопје кои што се историски символ на градот ќе имаат посебен третман. Алфа ја побара и против кандидатката на Георгиевски и актуелна подпредседателка на СДСМ Каја Шукова. Таа вели дека ќе работи на мултикултурата и соживот на граѓаните, а за ваквите акции за грижа на културните обележја, вели дека треба да бидат постојана пракса. Тоа треба да биде нормална работа, не треба да биде прашање на популизам и на прибирање на гласови, треба да биде нешто што градот треба постојано да се го одржува како локација, за да можеме да го презентираме пред туристите и да покажеме всушност каков град е Скопје. Шукова како министер во претходната влада, мандатот го помина без никакви видливи промени во однос на екологијата и зачувување на животната средина. Од друга страна, актуелниот градоначалник на Кисела Вода изминатите 4 години исполни 95% од проектите кои ги вети.